Знаете, секогаш кога ќе заврши Пивофестот во годината кога се прави фестивалот, се размислува како да биде следната година подобар, да се промени локацијата. Години наназад се правеле дискусии меѓу граѓаните, меѓу угостителите, меѓу институциите, да се промени локацијата на одржувањето на Пивофестот. Така и оваа година размислувавме дали да остане на истата локација каде што беше во центарот на градот и да ја промениме локацијата. Направивме неформални консултации, неформална анализа со граѓаните, со институциите, со угостителите и верувајте добивме повторно позитивен знак за одржување на Пивофестот на старата постојна локација во центарот на градот, од едноставна причина во сите тие анкети и разговори никаде не може да најдеме подобра инфраструктура од постоечката и посигурна и подобра безбедност за учесниците на фестивалот. И затоа и оваа година се одлучивме локацијата да биде на истото место. Да напомнам дека оваа година ќе биде малку поинаква и поразлична од претходната, затоа што ќе имаме повеќе пива пред се, повеќе пивари за овогодишниот Пивофест и ќе имаме разновидна, поразлична програма, алтернативна програма која што ќе биде не само во вечерните часови, туку за овие 4 дена, преку текот на целиот ден, целата вечер до доцните часови до раните утрински часови за секој ден. Така да мислам дека најдовме можност, направивме можност, ствари со сите овие алтернативни активности да излезе во пресрет на сите граѓани, за сечи вкус, за сите генерации, за сите целни групи и мислам дека вистински граѓаните и посетителите и гостите ќе уживаат во годинашната програма, културно-забавна и се она пропратна програма што треба да ја направиме да биде овој Пивофест подобар и поинаков и поразличен од претходниот ланската година. Да не должам многу, сакам да ви кажам дека организаторот кој што ќе биде присутен со нас од овој момент па до завршувањето на Пивофестот, тоа е агенцијата Баги комуникации, кој што е професионална организација и не сакам јас да зборувам, самите ќе се представат и ќе кажат за нивното портфолио и за нивната работа до сегашна и како ќе мислат да ја организираат оваа работа. Ќе кажам само дека оваа година нема да има, како вообичаено, така наречен огномет, дел од средствата што треба да се потрошат за огномет ќе бидат насочени, тоест подарени на Сдруженијето за лекување алкохоличари во нашиот град. Тоа е како поттик за нашите сограѓани кои што вистински ова Сдружение работи ефикасно, ефективно, долги години наназад. Минатата година прослави и годишнина од нивното постоење. Граѓаните кои што таму се здружуваат во тоа Сдружение после нивното лекување, има вистински голем ефект, задоволство е да се присуствува на нивните состаноци, на нивните заеднички дружења и ефектот и она што го постигнале во изминатите години. И од таа причина одлучивме оваа година, како што кажав, да доделиме дел од средствата токму за ова Сдружение со лекувани алкохоличари. И нека биде како заедничко дружење на сите нас овде присутни, за и од година понатаму вакви листични средства да се доделуваат онаму каде што вистински има потреба. Голем предизвик е да се организира фестивал кој веќе 16-17 година направи своја традиција и регионално до Белград е најголемиот пивофестивал во целиот регион. Единствен поголем ваков фестивал е белградскиот. Прилеп има можност да го завземе целиот регион со овој фестивал. Веќе е во најголемите фестивали во Македонија 3, можеби и најголем. Градоначалникот кажа, се обидовме да направиме програма за сите таргет групи, со посебен акцент на изведувачи локални. Луѓето кои работат и творат во Прилеп, има многу квалитетни луѓе, мораат да дојдат на голема сцена пред волку публика, мора да ги видат. Потоа направивме избор на различен вид на музики за сите различни популации. Застапени се сите видови на музика, рок-н-рол, значи традиционална музика, алтернативни музичари, поп музика. Гости има од целиот регион. Јас ќе ви кажам
на кратко имињата. Првиот ден во четвртокот ќе го отворат фестивалот Прилепчаните Прилепски еснав, потоа двете култни имиња на македонската традиционална музика Селимова и Желчевски. Сакавме да им дадеме почит за се она што го имаат направено во историјата на македонската традиционална музика. Потоа гостите Ѓорѓе Давид и Ивана Негатив, и вечерта ќе ја затвори рок бендот Галија. Во моментов еден од најактивните и најдобри, имаат нов албум кој е многу добар, а во живот звучат како никогаш за своите 30 години. Следниот ден фестивалот ќе го отвори Ален Хасановиќ, потоа Миле Кузмановски, Уска Кантурови или Кантурови, еден од најдобрите брас бендови во регионот. Еден од членовите пред 2 години беше добитник на Златна труба во Драгачево. Станува збор за врвен македонски брас состав. И последна звездата балканска регионална Цеца Ражнатовиќ. Утредента во сабота на 20 јуни е мојот личен избор од фестивалот, ќе го отворат одличните The Hounds од Прилеп. Имате бенд кој онака е за надвор од регионот. Потоа ќе бидат Фрајле, потоа е Владко Стефановски трио и вечерта ќе затвори Тамара. Знаете, по големиот успех на Евровизија, ова е прв голем настап неизин точно на овој Прилепски пивофест. И неделата ќе настапат Бен Хур, потоа Кал Бенд, тоа е еден джипси рок ска бенд од Белград кој настапува буквално по цел свет. Имаат можеби најактивен таков world music бенд од целиот регион. После тоа ни се гостите од Загреб, Сања, Маринко и Зец, тројцата луѓе од Нови Фосили, еден од трите најпродавани бендови на сите времиња во Југославија со најголеми тиражи на плочи на албуми, и вечерта ќе затворат Сирилик. Кога сме кај подобрување во централното градско подрачје, она што Манде го спомна, дополнителен пристап на вода во самото централно градско подрачје, зголемениот број на обезбедување и зголемениот број на ВЦ кабини, вклучувајќи ги кабините за инвалиди овој пат, се дел само од настаните. Во овој период ќе се работи и на сервис на посетители, во кој што би можеле да ги најдете и нашите локални граѓани и самите посетители, значи сите потребни институции, сите потребни објекти кои што треба да и можат да бидат достапни за самите посетители. Во тој сервис би влегли и хотели, и хостели, и ресторани, и брза помош, полиција, пожарна, болница, значи еден добар сервис по кој што би можеле да се водат и да се снајдат самите. Исто така оваа година за прв пат отвараме објект во кој што ќе има можност, се извинувам, да се пријави изгубено најдено. Од ваков обем и од ваква посетеност фестивали имаат потреба од таков простор. Во самиот централен дел се мести и пейнтбол арена, која што ќе биде достапна сите 4 дена 24 часа како дополнителна активност. Воведуваме игра во вечерните часови пред почетокот на главната програма Пивопол, исто во централно градско подрачје. За прв пат оваа година на Пивофет правиме активна детска зона која што ќе биде понастрана од централното подрачје и која што ќе функционира во 2 временски интервали, од 9 до 12 наутро и од 6 до 9-10 навечер. Таму имаме строго содржини детски за најмладите, да можат да имаат алтернативна опција каде што би отишле. Периодот од 12 до 6 часот го задоволуваме со летна забава во хотел Салида, во аквапаркот Салида, со посебна летна програма и промоција на нашите, на македонските прилепските изведувачи. Ја имаме во тој дел тука блиску активна, исто како и лани, кампинг зоната на Могила, која што оваа вечер, оваа година од 18 до 21 мислам дека ќе биде најмногу посетена. И оваа година исто го активираме јавен простор со дополнителна алтернативна програма, нормално за различен вкус, доколку не одговара програмата на централната бина. И имаме програма за најмладите која што ќе продолжи после главниот настан, после централната бина на Камена бина во раните утрински часови со промоција претежно
на наши прилепски диџеи, меѓутоа тука има и македонски изведувачи. Морам да ги пофалам. Нашата програма во тој дел ја организираат заедно со мене Рум 313. Рум 313 се наши деца од Прилеп и ќе имате можност да оставиме простор и во наредните пресови да можеме да го пофалиме малку градот. Исто така ќе правиме и презентација на нашите културни знаменитости во Прилеп. Имаме организирани тури со Вовчето на музејските поставки, кои што ќе одат од исто во 2 временски интервали. Нормално ги избегнуваме жешките периоди заради безбедноста и на посетителите и на граѓаните. Исто и тие ќе одат од 9 до 12 и од 6 до 9. 4 дена активно, што значи им нудиме на посетителите и презентација на нашиот град и на оно што ние го имаме и вреди да се види и вреди да се слушни. Ова се само еден дел во текот на организацијата и нашите појави и комуникацијата со вас, да ги вадиме и новите содржини, кои што ќе имате можност да ги слушните и да ги видите.